Во првиот предмет, кој се води под името Топлик, постои основано сомнение дека во временскиот период од 3.4.2007 година до 18.2.2013 година во Скопје првоосомничениот како раководно службено лице од Министерството за транспорт и врски и 5 осомничени службени лица, членови на Комисијата за јавни наддавања при ова министерство, како соизвршители, ја злоупотребили службената положба и, иако биле потполно свесни дека поради нивното дејствување може да настапи штетна последица, сепак се согласиле со нејзиното настапување, па нанеле штета на средствата од буџетот на Република Македонија во износ од 64.206.839 денари или 1.044.000 евра. За вториот предмет, кој се води под името тендер, од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека во временскиот период од 14.6.2011 година до 31.12.2013 година во Скопје првоосомничената како раководно службено лице од Министерството за култура и тројца осомничени службени лица, членови на Комисијата за јавни набавки при ова министерство, ги искористили службените положби и областувања и при вршење на јавни набавки за правното лице ГТД Бетој Штип АД Штип прибавиле корист која се манифестирала во незаконско повластување, односно фаворизирање за изведување на завршни градежни и градежно-занаетски работи на објектот Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим во Скопје. Пред да се донесе одлука за потребата од јавна набавка, првоосомничената веќе донела одлука кој и да ја добие и да ја заврши работата предмет на набавката. Јавни обвинители од ова јавно обвинителство и истражители дежурат во управата за безбедност и контраразузнавање. Сакам да појаснам дека по наредбата за одземање на документација и на книгите за евиденција веќе се постапува и наши истражители вршат попис на сите наредби, нормално ги попишуваат во потврда за одземени предмети согласно Законот за кривична постапка и потоа ќе следи одземање и на книгите за евиденција. Веќе се постапува по тоа од наши истражители кои што се на лице место. По однос на другата наредба, тука наидовме на проблеми во извршување на истата, кои што и до се уште до почетокот на оваа пресконференција не беше најден начин да се разрешат и да се пристапи кон извршување на судската наредба. За наше непријатно изненадување е што утрово дознавме дека во рамки на Министерството за внатрешни работи воведени се посебни процедури за влез, па така нашите истражители кои што беа да ги заменат колегите кои што цела ног работеа таму и ја попишуваат документацијата, беа оневозможени да влезат. Па моравме да чекаме повеќе од час за истите да ги заменат своите колеги. Уште поголемо непријатно изненадување за нас беше што истото се случи и со обвинителите, вклучително и специјалната јавна обвинителка, кога отидоа да ги заменат колегите кои што ја поминаа буквално ноќта во управата за безбедност и контраразузнавање. Ние знаеме дека дел од овие помошни системи не се во собственост на Министерството за внатрешни работи и се во собственост на телеком провайдерите, односно телекомуникацијските оператори во Република Македонија, и мобилните и фиксните оператори. Сепак, не сме отишле ние во Министерството неподготвени, туку ние точно знаеме дека тие системи кои што не се во собственост на Министерството се наоѓаат во просториите на Министерството. На Министерството останува да објасни нешто што не е ваша собственост, што бара кај вас.